Во Њу Орлеанс има силно полициско присуство откако возач удри покрај безбедносна блокада во толпата која славеше новата година. 14 беа убиени, десетици повредени пред полицијата да пука и да го убие возачот. Осомничениот Шамсуддин Џабар бил армиски ветеран кој служел во Авганистан. Непосредно пред нападот, Џабар објавил видео на интернет за да ја објави својата поддршка за терористичката група Исламска држава, позната како ИСИС. In the first video, Jabbar explains he originally... Во првото видео, Џабар објаснува дека првично планирал да им наштети на семејството и пријателите, но бил загрижен дека медиумите нема да се фокусираат на, цитирам, војната меѓу верниците и неверниците. Дополнително, тој изјави дека се приклучил на ИСИС пред ова лето. Исламската држава еднаш наметна владење на терор во Ирак и Сирија пред коалицијата предводена од САД да стави крај на својот самопрогласен калифат. Председателот Бајден се сретна со неговиот тим за домашна безбедност. Ние ќе продолжиме немилосрдно да ги гониме ИСИС и другите терористички организации таму каде што се, и тие нема да најдат безбедно место овде. Исламската држава доживеа оживување ширум светот со заговори во Русија, Турција, Иран и на други места. Незиниот огранок во Авганистан, Хорасан, ја презеде одговорноста за убиството на министер во декември, последниот во низата самоубиствени бомбашки напади во земјата. Исламската држава ги повика своите симпатизери да нападнат за време на празниците. Групата го искористи цивилното страдање во Газа за да се радикализира и регрутира, вели аналитичарката Клара Бруакерт од групацијата Соуфан преку Skype. I think this is a really important aspect. Мислам дека ова е навистина важен аспект. Иако ова е разве од неудамна, јас исто така ќе кажам дека сегашната ситуација во Сирија, каде што одреден степен има вакуум на моќ во одредени области, исто така најверојатно ќе го зајакне ИСИС. Властите исто така ја истражуваат експлозијата на сајбер камионетот на Тесла пред хотелот Трамп Интернешнл во Лас Вегас. Камионетот бил изнаемен преку истата апликација како и возилото што се користело во Њу Орлеанс. Властите го идентификуваа возачот на камионот како Метју Ливенсбергер, активен војник од специјалните операции на американската армија. FBI вели дека во овој момент нема поврзана врска меѓу двата напади.